Привремено е запрем приемот на бегалци на македонско-грчката граница кај Каменот 59. Од вчера не се пропуштаат бегалци на македонска територија. Македонија и земјите од Балканската рута одлучија да го редуцираат приемот на бегалци, откако Словенија ги известила дека има дефект на железничката пруга на меѓународната железничка линија. На граничниот премин кај Каменот 59 засега е празно. Мало раздвижување се забележува на грчка страна. Пограничните служби велат дека неколку стотини бегалци има во транзитниот центар и домени, но останува збор за оптимална бројка со која што можат да се справат. Во транзитниот центар Винојук има околу 300 бегалци, кои втор ден чекаат да тргнат кон север. Да, има луѓе, но има луѓе кои престојуваат во моментот во транзитниот центар во Винојук. Освен тоа што примаат терапија за справување со кашлица или со температура, нема некој посериозен случај. Имаше неколку луѓе кои поради заболки побараат да бидат однесени на стоматолог за да може да се решат таа болка. Бегалците велат дека е многу студено и сакаат што побрзо да тргнат од центарот. Се надеваат дека возот ќе стигне до крајот на денот. She doesn't was very good. It wasn't very good. She was hard, so hard. Why? Because we are always late. Everything is late now. We are there, and here so cold. My family can't stay in here. Where do you want to go? We want to go to Germany for the studying and live. Од Центарот за управување со кризи велат дека засега не се очекува голем бран бегалци кои би останале заглавени на границите или на грчка територија, бидејќи има штрајк на грчките поморски работници.